Запечатена капија, непријатна тишина и љубопитни погледи. Нова семејна трагедија ја потресе јавноста. Синоќа си губи татка си во Скопски Чаир, откако убиениот во алкохолизирана состојба физички ја нападнал својата сопруга и мајка на убиецот. За семејната драма со смртни последици остана да сведочи крвта која се уште е свежа на плочникот во тесниот двор. Членовите на семејството што ги затекнавме на местото не сакаа да говорат пред камера за семејната драма со смртни последици која се случила околу 23 часот, но во разговор ни посочија дека 31 годишниот Бесар прво му задал еден удар со нож на 52 годишниот татко Авни, кој успеал да стане за да побара помош пошто неговиот син се вратил и му нанел уште неколку смртоносни убоди. Ножот со кој го извршил убиството во обид да го прикрие го фрлил во оваа шахта тука. Излегол на одредено време, а кога се вратил дома, полицијата набрзо го пронашла, а по кратко време било пронајдено и оружјето. Според нашите информации, настанот во МВР го пријавил таткото на убиениот и дедо на убиецот околу полноќ, повикал и итна медицинска помош, но веќе било предоцна. Под дејство на алкохол физички ја нападнал својата 54 годишна сопруга, мајка на БДЖ, пошто БДЖ му нанел умотни рани на својот татко. По превземени мерки, полициски службеници го лишија од слобода БДЖ, а 54 годишната жена е пренесена во болницата Свети Наум Охридски за укажување помош. Дел од соседите велат дека во овој дом имало историја на насилство и викотници, на што се жалела 54 годишната сопруга на убиениот, за кој велела дека често бил под дејство на алкохол. Дали досега имало официјални пријави за семејно насилство до МВР се уште одговор нема, а од ОЈО Скопје велат дека издадени се насоки за случајот и дека постапката е во тек, а телото на 52 годишникот по нивна наредба е дадено на обдукција.